Во оваа видеопрезентација ќе објасниме како се додава вработен во веќе постоечка отворена канцеларија на Case de Jure MK. Значи, кликнуваме во менуто подесувања во субменуто вработени. Во овој момент јас имам двајца. Тоа се значи Ристе Димовски со неговите податоци и Павел Димовски. За да внесам нов вработен, кликнувам во додади вработен и внесете ја мейл адресата од корисникот кој има де Jure MK профил со активна претплата. Емайл пораката ќе биде испратена до корисникот и откако корисникот ја потврди, автоматски ќе биде додадена во вашата фирма. Јас сега ќе ја внесам мейл адресата. И ќе кликнам во додади. Значи, испратена е порака до корисникот и доколку корисникот постои и нема отворено своја фирма. Штом корисникот ја потврди пораката, ќе биде додаден во вашата фирма. Значи, ќе се отвори трета структура со неговите имиња. Ќе направам рефреш за оваа намена, кликнам во предмети, во вработени и забележувате се додаде трета структура, Марија Димовска, со мейлот, значи кој што го испратив, со незините карактеристики. Овде имате уште една карактеристика и можност, а тоа е да ги уредувате пристапите на вашите вработени. Значи ова секогаш првиот е тој што е отворил канцеларијата и тој е секогаш, како што забележувате, супер админ и има пристап до сите податоци. Вработениот Павел Димовски можете да го промените админ статусот, значи да го направите исто така, да биде администратор, тоа ќе кликнете да или откажи. Можете да ја промените емейл апликацијата за Павел или да го избришете вработениот. Значи доколку престанал да работи на вашите случаи. Истата ситуација е и со вториот вработен. Значи може да го промените админ статусот, емейлот или да го избришете. Овде е многу важно да напоменам дека доколку на вработениот му дадете супен админ, например да, тогаш ќе имаат пристап до сите документи, исто како и супер админот. Во овој случај, ќе има само до оние документи кои вие ќе му ги доделите, односно ќе одредите да ги работи.